Здраво на сите, јас сум Даниел Аврамовски, наставник по информатика и иновации во Основното училиште Деврца. Во ова неколкуминутно видео ќе зборувам за улога и суштина на маркетингот, која е наставна единица во тематската целина Основи на финансиска писменост, маркетинг и продажба од наставната програма по иновации во 9-то одделение. На овој онлайн час ќе се запознаеме со основните поими на маркетингот како пазар, тековни и потенцијални купувачи. Исто така ќе се запознаеме со истражување на пазарот како една маркетинг активност. Да започнеме со пазарот на кој ќе настапува предпријатието. Пазар представува група на тековни и потенцијални купувачи кои се спремни да купуваат одреден производ или услуга. Кога зборуваме за пазар, зборуваме за тековни купувачи и потенцијални купувачи. Тековни купувачи представуваат сите купувачи кои во моментот купуваат од една компанија. Потенцијални купувачи се сите оние кои се уште не купуваат, но постои голема веројатност дека наскоро ќе имат потреба да купат. Маркетинг представува било каков вид на комуникација која се користи од страна на предпријатието за да се стигне до купувачите на пазарот со цел да се убеди да купат, односно користат производи или услуги од компанијата. Значи, маркетинг представува се она што го правиме за во очите на тековните и потенцијалните купувачи да оставиме силен печаток за нашето предпријатие, нашите производи или услуги, но и за нас самите. На сликата се прикажани односите меѓу пазарот, тековните и потенцијалните купувачи. Гледаме дека пазарот е едно множество од тековни и потенцијални купувачи. Улогата на маркетингот е било каква комуникација која главно е насочена кон потенцијалните купувачи како да станат редовни купувачи, но исто така да се остави голем впечаток и кај редовните купувачи. За едно предпријатие да ги фокусира собствените напори кон вистинскиот пазар, односно вистинската група на купувачи, се користи една алатка која се нарекува истражување на пазарот. Истражување на пазарот представуваат сите активности кои едно предпријатие ги користи за да дознае кој вид на маркетинг активности функционираат најдобро. Преку истражувањето на пазарот, собствениците на бизнисот ги прашуваат купувачите одредени прашања и ги слушаат нивните одговори за да разберат зошто одредена личност купува производ или услуга од нивниот бизнис. Некои купувачи купуваат затоа што се задоволни од тој производ или услуга, некои по навика, а други затоа што може да ја прифатат или платат цената. Истражувањето на пазарот има за цел на предприемачот да му обезбеди информации кои ќе го доближат до купувачите за да ги запознаат подобро со цел да ги подобрат своите бизнис активности, но исто така и информации за конкуренцијата. Значи, истражување на пазарот представува било која активност која има за цел да се разбере однесувањето на купувачите на одреден пазар, каде што се наоѓа или пак планира да се најде предпријатието. Истражувањето на пазарот треба да даде одговор најмалку на следниве прашања. Кој е целниот пазар на компанијата, односно кон која целна група на купувачи да се насочи маркетингот? Што е она што купувачите го сакаат? Се прави анализа на желбите на купувачите? Колку често тие купувачи ќе купуваат одреден производ, односно кон каде да се насочи маркетингот за одредени производи? Колку се спремни да платат за производот или услугата? Се прави истражување да се види дали цените се пристапни на купувачите? Колкаво учество на пазарот имаат конкурентите? Односно, колку пазарот е презаситен од такви производи или услуги? Која е цената на одредени производи или услуги кои ги продаваат конкурентите? Односно, дали нашата цена е доволно конкурентна на пазарот? И каков впечаток обезбедува бизнисот со одредена маркетинг кампања? Се прави истражување која маркетинг стратегија е најефективна кај купувачите. Тоа е се од оваа наставна единица, улога и суштина на маркетингот. Тука научивме да го дефинираме поимот маркетинг, да ја знаеме улогата на маркетингот и да ја разбереме неопходноста на маркетингот. Ви благодарам што ме следевте, поздрав до сите.